Почитувани, денес во Прилеп доаѓа Димитар Ковачевски, кој води тесна битка со Зоран Заев за најнеспособен премиер од самостојноста на Република Македонија па се до денес. Димитар Ковачевски, свесен дека нема апсолутно никаква поддршка од народот, одбира да присуствува само на некакви теснопартиски собири. Не собра храброст да се соочи со гневот на народот и да присуствува на прославата на 11 октомври, за да не биде искаран од Бугарија. Од човек кој се срами и плаши од историјата на предците, не може да се очекува да ги штити македонските национални интереси. Овие денови власта ја зајмајува јавноста со една позната фраза чист македонски јазик, при тоа навредувајќи интелигенцијата на народот. Може би веруваат дека 100 пати кажана лага станува вистина. Колку за пример, Македонија досега има подпишано стотици меѓународни и билатерални договори на македонски јазик и тоа е неоспорен факт. Уште многу вакви мултилатерални спогодби, договори и конвенции на македонски јазик имаме и со Советот на Европа, со ОПСЕ, Обединетите нации и со многу држави на билатерално ниво. Дали Ковачевски, кога веќе нема храброст пред граѓаните, барем пред неговите сопартици, ќе одговори зошто не реагираше кога лично пред негови очи македонскиот народ го нарекува Северно Македонски. Дали Ковачевски ќе им одговори на присутните кои инвестиции во време на владењето на СДСМ се реализирани во Прилеп и колку нови работни места се отворени благодарение на централната власт. Уште колку време прилепчани ќе почекаат за изградбата на автопатот Прилеп-Градско, кој со години се гради. Заради неспособноста на централната власт, Прилеп стана слепо црево. Дали ќе зборува пред сопартиците за безредието, хаосот и криминалот кој го достигна зенитот во нашиот град? Дали ќе им одговори барем на сопартиците за огромните сметки за струја, за затворените фирми кои не добија никаква државна помош и за луѓето кои поради нивната неспособност останаа на улица? Или ќе спомне можеби за маката на земјоделците и тутунарите, кои оставени сами на себе едва и преживуваат, додека директорите на комбинатот уживаат големи привилегии. Почитувани, приказните за некакви реформи, чекорење по прав пат, напредок и прогрес за кој ќе зборува Ковачевски, паѓаат во вода. Најдобар доказ за тоа е извештајот на Светска банка од пред само неколку дена, каде е наведено дека Македонија има највисока инфлација и најнизок раст во регионот. Тешко на народот со една ваква неспособна власт. На народот не му се потребни вакви трибини со билдање лажна еуфорија. Потребни се промени кои ќе донесат луѓе што ќе знаат да се носат со предизвиците. Потребни се промени што ќе значат крај на владењето на СДСМ.